Значи во тек е состанок на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство на Република Македонија. Станува збор за уште еден во низата состаноци кои што во континуитет се вршат поврзано со клиничките форми на заболувањето листериоза. Би сакал да ја информирам јавноста дека што туку добивме информација за уште еден пациент со листериозен менингитис. Станува збор за 16 годишна особа со клиничка слика на менингитис, кај која по изведувањето на лумбалната пункција добиен ликвор, од кој што со претрагите во референтните лаборатории во земјава, во Република Македонија, е потврдена листерија. Секако останува практиката која што и досега се применува во исследувањето на целата оваа епидемиска појава на листериоза во Република Македонија, а тоа е практика на дефинирање, практиката на типизирање, практиката на квантификација и практиката на определување на генетскиот профил на овој изолат, на најновиот изолат на листерија со кој што денеска се соочивме. Станува збор за особа која изминативе 2 дена се третира на клиниката за инфективни болести, резултат на вообичаените процедури, односно протоколите воспоставени за ваква епидемиска ситуација, за ова клиничка манифестација, за овој клинички синдром, се постапува по истите во однос на диагностиката и во однос на згрижувањето и третманот. Здравствената состојба на оваа особа во моментот е задоволителна, но секако третманот е максимално насочен кон решавањето на овој клинички синдром. Освен ова информација, на состанокот на Комисијата за заразни болести е определена и работна група. Работна група, имајќи предвид дека обемот на работа од ден на ден се зголемува, имајќи предвид дека се повеќе мостри се предмет на исследувања и анализа, имајќи предвид сите оние недоразбирања за кои што објективно не постоја, но некако се создадоа за мене од непознат начин, е создадена ваква една работна група која има задача да ги координира работите на идентичен начин како и досега, односно да овој зголемен обим на дневна основа ја разгледува за сите можни изолати и сите оние можни анализи кои што во следниве периоди ќе бидат предмет на исследувања. Па еве ова би била од прилика најновите информации за кои што денеска зборувавме. Каде има пациентот и дали може би ви кажа што ја да Не разбрав. Каде е пациентот и најново? И дали што јадела да речеме, што се спомнува? Последниот пациентка е од Неготино, станува збор за 16 годишна особа, за која што во моментот, а иначе и во сите овие случаи на листериозни форми на заболување на централен нервен систем, имајќи предвид должината на инкубацијата, тешко може да се поврзе као оние заболувања кои што се пренесуваат преку храна, а се пренесуваат, односно се манифестираат во тек на следните 2, 3 или помалце денови од моментот на консумацијата на храна. Така да во вакви ситуации ние многу ретко идеме обично на барање дали и што консумирал, имајќи предвид дека должината може да биде многу долга. Во вакви ситуации се интересираме, а тоа ќе биде предмет секако, на детални анализи, проучувања од страна на епидемиолошките служби кои го следат од епидемиолошки аспект целиот овој тек на заболувањата за профилот на вообичаените продукти на консумација за кои што они ги консумира во овие периоди, за да биде еден чекор плюс во приближувањето до правиот извор на истото. Но повторувам, ние имаме мощно орудие, имаме мощно оружје со кое што се утврдува заедничкиот профил генетски, а тоа е она pulsed field gel електрофореза, односно електрофореза со која што генетскиот профил во биолошкиот материјал, ликвор, кај пациентите од инвазивни форми на менингитис, менинgoенцефалитис, односно крв кај пациентите со сепса се споредува со генетскиот профил на изолатот листерија од прехранбените продукти. Дали постои поврзаност евентуална со овој последниот случај, бидејќи од Неготино девојката и предпоследниот е исто така од Неготино, дали има фамилиарна поврзаност или било каква друга поврзаност? Дали има постои сомневање дека можно да е исти извор на инфекција која е предизвикана COVID-19? Или се уште се испитува? Значи, поврзаноста по фамилиарна основа, што е вашето прашање, не постои.
Значи, тие се јасни параметри кои што лесно ги добиваме по првата анамнеза, односно првите контакти со пациентиве, но дали станува збор за некој друг тип на поврзаност, односно дали станува збор за причинско-последична поврзаност помеѓу продуктот кој што го консумирал и заболувањето кај пациентот, во моментот не можеме да одговориме од причини што веќе најавив дека овој изолат е се уште предмет на потврдување на сите негови основни белези врз основа на кој се врши ваква една споредба. Доктор, А се знае дека случај што консумира? Исто така и за последниот пациент кој што е од Неготино, за кој што станува зборов, дека можам со задоволство да ја информирам дека се забележуваат први знаци на лесно клиничко подобрување. Ова за нас се уште не е дефинитивно решено, се уште постои витална загрозеност кај овој пациент, но забележуваме први знаци на клиничко подобрување. Се надеваме дека клиничкиот тек ќе оди на вистина во истата таа насока, односно очекуваме да видиме на вистина клиничко подобрување до крај. Но и кај тој пациент, имајќи предвид специфичноста на анализите кои што се прават, тие анализи се прават иначе за ваша информација на факултетот за ветеринарна медицина, се уште го немаме добиено тој профил и се уште го немаме ниту тој профил споредено со профилот на прехранбените продукти за кои што дека зборуваме, макар да он покажува многу висок степен на совпаѓање со овие останатите за кои што дека имавме разговаравме. Значи уште не е генотипизација. Особено за последниот се уште не се. Значи ние ќе секако се обидеме да ги споредиме последниот и тој предпоследниот случај, макар да местото на живење не е овде многу значаен одлучувачки фактор од причини што сите случаи за кои што досега зборувавме се навистина од различни краишта во земјава, ги поврзуваме исклучиво со користење на идентичен производ во нивната исхрана. А може ли да евентуално да стане на крај да не било воопште производ на друг начин од меза? Она што во медицинската наука е позната, единствен начин на трансмисија, единствен начин на пренесување е преку храна, со исклучок на перинаталната, која се пренесува од мајка на дете во моментот на породувањето. Значи, овде не постои друг начин, освен користење на заедничка и идентична храна. Во моментот, можам само да ве информирам, дека најверојатно и медиумите, најверојатно и населението во Република Македонија, најверојатно сите оние кои што се занимаваат, кои што имаат достапност до интернет, веќе се запознаени со слична една епидемија, со многу слични размери, со многу слични карактеристики кои што се случува во моментот во Данска, во земјите од Европска унија, со идентични мерки, со идентични постапувања, као што и ние ги применуваме овдека, и покрај тоа што она е малце после нас е пријавена, но мерките кои што ги применуваме се речиси идентични. Зошто се контролира само местната индустрија, ако се знае дека изборот може да биде и во Лошје, во Америка имаше 16 луѓе починаа од виња, од кремсир во Австрија, зошто кај нас само местната индустрија и тука сме различни? Значи, ние од стартот на сите наши пресови, на сите наши излагања, укажувавме на два момента. Едниот момент е ризикот од страна на лицата кои заболуваат, од друга страна тоа е ризична храна. Ризикот од страна на пациентите, за кој што во многу наврати изборувавме, а еве и сега ќе искористиме оваа прилика да ви одговорам на вашето прашање, се исклучиво лицата кои што се од најмалата, второ од најстарата возрастна популација, трудниците и лицата со имунокомпрометирана состојба. За ваквите лица за цело време се обидувавме да сигнализираме да во ваквите периоди, особено во периоди на епидемиска појава на заболувањето, лицата кои што се припадници на некоја од овие категории одбегнуваат во целост одбегнуваат користење на вакви прехранбени продукти. Од друга страна зборувавме за ризични, значи ова се ризични особи, ризичен терен. Од друга страна зборуваме за ризична исхрана, за ризични прехранбени продукти. Ризичните прехранбени продукти можеме да ги поделиме во 4 категории и јас апсолутно го прифаќам она што вие го као прашање поставувате, зошто само на едните. Не е точно дека само на едните, значи на испитувањата се правени во сите можни смерови, таму каде што епидемиолошкиве служби во своите епидемиолошки анкети биле насочени околу карактерот, односно околу особините на користење на прехранбени продукти. Секако дека е мала веројатност да во Република Македонија населението така масовно користи, например, сушена чадена риба, например.
но секако тоа не значи дека и тие нема да бидат или не се веќе во моментот предмет на вакви истражувања. Во секој случај станува збор за навистина многу екстензивни истражувања кои се насочени во многу насоки, но она што сигурно го имаме, а јас овде во името на Комисијата за заразни болести зборувам, е сигурен доказ на еден изолат, со сигурен доказ на неговиот генетски профил со еден прехранбен продукт. Тоа е она што ние се обидуваме да го малце прошириме, да видиме дали и во некој друг вакво нешто може да се пронајде, односно да утврдиме она што го нарекувам за цело време причинско-последична поврзаност помеѓу прехранбените продукти и ова. Значи основна насок, односно основна задача на ваквата Комисија за заразни болести при Министерството за здравство е исклучиво безбедна исхрана за населението. Наша единствена задача е да го штитиме здравието на населението и ние се обидуваме да одбегнуваме било какви други конотации, освен оние кои значат здравје на населението, и затоа молам да се ова има предвид, да се знае дека задачата на оваа комисија во нејзините стратешки определби е стратешко насочување на насоките по кои се бараат оваквите релации, ваквите линкови, додека целата операционализација или реализација на овие насоки ги вршат исклучиво професионалните служби кои што и во нормални ситуации се занимаваат со ова. Значи ми не сме измислили некоја нова екипа која нешто ново прави, се користат оние екипи кои што и досега во редовната своја практика работеле на ова во вообичаени, во идентични процедури, но се проширени, односно екстендирани полињата на кои што ваквата евалуација се врши, исклучиво по насоките на ваквата комисија. Може ли да го коментирате, бидејќи е само кај еден изолат најдена бактеријата, направена беше понредна контрола за истата серија на производ, сите мустри беа негативни. Каде би удела сега истрага? И зошто не е направена квантификација на производ кој што е најдена? Значи, на сите ќе одговорам, само ако побарате некој редослед по кој сакате да одговорам. Еве, зашто, рековте, се многу најдени негативни. Знаете, во ситуација во она што во клиничката медицина го практикуваме, вие можете да направите стотина анализи, а само една позитивна. Што не значи дека степенот на сензитивноста, кој што зависи од многу параметри, вклучително концентрацијата, вклучително од дисперзираноста на одредени причинители во масата во која што се сретнува, а и многу други фактори може да бидат придонесувачки во овој поглед. Овде имаме јасна изолација во еден смер, она што го кажавте. Но уште поважно од тоа, овде беше поставено прашање и околу квантификацијата. Квантификацијата исто така овде има мала улога во ситуација во која што имаме идентичен профил генетски. Идентичниот генетски профил сигурно насочува кон изворот, односно кон можеби заедничкиот или пак директен причинско-последични аспект на нивна поврзаност, односно нивни линк. Прашањето е дали не соодветно, значи дека е несоодветно чувам производот? Не, на тоа не можеме да одговориме, тоа ќе биде предмет на дополнителни истраги. Ние секако као комисија насоките покрај истражувањата ги насочуваме и кон институциите на кои има задача да видат баш точно во кој сегмент од тој процес е тоа присутно, но она што ние можеме да го кажеме, она што е задача на ваква една професионална екипа. Ова комисија е исклучиво професионална екипа составена од експерти од различни области во медицината и ветеринарната медицина, кои што имаат задача да утврдат насоки од каде би можело да се очекува причините, а во кој сегмент од производството или се вакво нешто случува, тоа навистина други екипи имаат задача да го завршат. Супер анализата. Случува со производството на рубриката продуција, се уште е суспензирано? Секако. Супер анализата. Значи, тоа е клучно, едно од клучните прашања, секако. Прашањето на суперанализа, јас кажав на еден од претходните пресови дека суперанализа се уште не е завршена. Суперанализа значи анализа на примерок од идентичен материјал, земен во идентично време и на идентично место, и таа во моментот се уште не е направена. Мострата која е земена се чува запечатена во местата од каде што безбедно може да биде транспортирана, а она што во моментот се прави, во моментот се бара сет на релевантни, референтни институции и очекувам да у најкусможен рок тоа се заврши исто така на најдобар начин за потврдување на ваквиот навод. Компанијата обвини дека баш затоа што не е направена квалификацијата на бактеријата
трета, дека практично сте прогласиле безбеден производ за небезбеден. Мислам дека исто така одговорив на ова прашање. Квантификацијата има значење само доколку нема можност за утврдивање на генетски профил. Овде имаме јасен генетски профил и јас одговорив на ова прашање дека генетскиот профил сигурно укажува дека таму некаде. Ајде јас ќе бидам повторно површен, ќе кажем таму некаде. Затоа што тоа каде тоа таму некаде ќе го определат релевантни институции кои има задача да барат во кој сегмент од тоа, но генетскиот профил доколку е идентичен, сето останато станува многу релативизирано, односно добива многу помало значење. Што го испитуваше факултетот за ветеринарна медицина, ако не е супер анализа го подпиша директорот на Агенцијата за храна и официјално беше објавено дека во производот на екстра мед нема листерија и дека тој резултат е дефинитивен. Што е тоа тогаш? Друга некоја мостра им е дадена? Значи, мислам дека можам и на ова прашање компетентно да одговорам. Значи, факултетот за ветеринарна медицина за цело време е вклучен во процесите на претрага, на анализа на мострите од прехранбените продукти со кои што се истражуваат по однос на присуство на бактеријата Listeria monocytogenes и нејзино детално проучување, односно анализирање. Они точно, мислам дека и она што пред малку веќе имав прилика да го кажам, во не сите примероци секогаш се наоѓаат. Значи и во примероците кои што се земени и во иницијална фаза имало такви од истиот производител во сличен продукт во кој што имало позитивни, а имало и такви во кои што имало и негативни наоди и тогаш дури значи што значи дека еден позитивен наод за вакво нешто, особено спореден, компарабилен со позитивен наод кај луѓево, апсолутно докажува за нивна поврзаност едни со други. Значи, секако, дека јас го разбирам прашањето, е прашање дека се негативни. Може да се направат уште стотина негативни, но они не ја исклучуваат, не го исклучуваат наодот во кој што имаме позитивен и кој што е со идентичен, ајде да бидам попрецизен, 98% совпагање со биолошкиот материјал кај луѓето. Јас мислам дека одговорив и на тоа прашање. Значи, прашањето е од што е, значи станува збор, значи исто така за анализа на примероци од материјал кој што се земени од оние кои што се повлечени од малопродажбата, а не од оние кои што се земени од на местото во моментот од истиот производ на исто место и со истите овие карактеристики. Збориме за алги, евгелија, Зборуваме за Само за девојката ме интересира, дали имала претходно и други хронични заболувања и бидејќи рековте дека менингитисот не е својствена карактеристика токму за Точно. Мислам за храна, извор да биде храна. Точно, јас ќе се обидам и на ова да одговорам. Значи, ние кога зборуваме за диспозиција, кога зборуваме за склоност, значи ние цело време зборуваме дека склоност кон добивање и второ склоност кон добивање на потешка клиничка манифестација на болест имаат одредени категории. Самото тоа склоност, диспозиција не исклучува дека и други лица можат да добијат, што секако за настанување на болест не зависи само од причинителот, не зависи па ни од страна на теренот, односно лицата кои што добиваат, туку од нивниот меѓусобен сооднос на едните и другите. Во секоја ситуација е можно да и лица кои што не директно припаѓаат во оваа категорија, а вие сте сведоци дека и во оваа серија наша, со која што ние располагаме, имало и други, такви кои што не припаѓаат во таква една ризична група и покрај тоа што они ја зголемуваат шансата, ја зголемуваат веројатноста да добијат и второ да добијат потешка клиничка манифестација, не значи дека и други лица не може да добијат. Овде конкретно станува збор за особа со понизок социоекономски стандард, со пониско со услови кои што може да допринесат на поголема квантитативна колонизација на продуктите, која е исто така еден од клучни параметри за настанување на болест покрај особеностите од страна на луѓево. Но секако станува збор и за други типови на имунокомпромитираност, кои не значи дека у моментот може да бидат откриени, аналогно на она што го гледаме и во сите овие поголеми епидемии, као што е ова у Данска, као што се некои у Франција, као што се некои во Америка и така натаму, во кои што се можни разноразни комбинации меѓу причинителот и теренот на кој што настанува.
Последнава особа, доколку е прашањево за последнава особа која што денеска го добивме као позитивен наод, е особа кај која што имаме драстично клиничко подобрување, она не е на респиратор, она е во стабилна здравствена состојба, очекуваме да во тек на следниве денови се постигне и санација на ликворниот наод, пошто тој ни е нас единствен параметар за следење на постоење, за следење на текот и за следење на моментот на излекување на пациентите. Што е тоа да ви изради на испратиле? Како? Заради што? Вие сега Не, клиничка форма на менингит. Значи сите форми на засегање на централниот нервен систем согласно протоколите кои што ги правиме на клиниката, имајќи ја предвид епидемиолошката ситуација во Република Македонија, е дел од редовна процедура во овој момент и во услови на истата е добиен овој изолат. Тоа не можам да ви одговорам, пошто ние не се занимаваме нити со обвинувања, нити со ништо, ние се обидуваме да бараме релација меѓу пациентите и храната. Ви благодарам.